Добро вечер, добре дошле тие што не гледаат вечерва, а тие што не гледаат и преку ден, добар ден. Добре дошле во, 24-та епизода на Политиканти, со мене Сашо Ордановски. И со мене Боријан Јовановски. Боријан е денеска во Мадрид, а јас сум во Виена, па сме двајцата онлайн. Така е, да пробаме малку како ќе оди. Таму уште има сонце, Боко, гледам светло, имаш уште таму. Уште е сонце, 20 степена, Сашо, така пристојни, сончево, фино. Баш ка Мадрид е да Мадрид, да. Кој што треба. Види, одека денеска е празник, не знам дали таму е празник. Празник е, да, Велики петок е денеска, да. Да. Почнуваат процеси, тука, знаеш, Шпанија е онака баш католичка и ги има тие процеси во најава сегден из цела Шпанија, така малку винтидж, што би се рекло, кој твојот вентилатор во собата. Слушај, јас се јавувам од дома, нормално бидејќи денеска е празник, па не работиме во канцелариите и така што затоа имам винтидж вентилатор кој што, да ти кажем право, бидејќи во Мадрид има еркондишени, во Виена нема еркондишени, или во повеќето згради нема еркондишени, бидејќи компликувано е да извадиш надвор, мислам не можеш да добиеш дозвола бидејќи сите фасади се заштитени и така натаму. Така што сум бил во Виена кога температурите биле и 30-35 степени, а во згради, во станови без еркондишени. Сега до душе почнуваат австрици се повеќе да ставаат да се снаоѓаат со еркондишени, ама пред 10 години тоа беше стварно реткост и знаеш, веќе се промени температурата од цел свет, не е овдека 3 дена 35 степени, го знае да биде во август, во јули, константно со недели и така, и баш онака сме се, така што овој вентилатор е од тие времења. Инаку, сите тоа, ова делов од северо-западна Европа, не знам да се сеќаваш, но ние Жежок Бран кој го зафати Париз, кога испумреа илјадници, воглавном постари лица кои не можеа да го издржат тоа, а немаше никаде таа пракса со еркондишените да не постоеше, но тогаш почнаа да се менуваат работите. Овде во Мадрид ете го еркондишенот, тука бидејќи тука се знаеш како по-жестоки знаат да бидат така, скопски скоро. Само да најавам дека додека уште малку се соберат публика и така, ние следниот петок нема да се емитуваме бидејќи кај нас е Великден, а се договараме да се видиме во студио сите заедно со Мечка и со Мичо за 2 петоци, значи не идниот, но и поидниот петок, бидејќи јас ќе бидам во Скопје, се надам дека и ти ќе бидеш во Скопје. И се надевам дека ќе можам да бидам тоаш во Скопје, да. Како и да е, добро, една недела правиме пауза, па има време, 2 недели ќе видиме. Па ние сме домаќини луѓе во кодија. Како и да имаме емисија заедничка. Да, па не сме имали одамна повеќе од месец дена и мислам дека има теми кои што... А гледам и во четот на некој од... Бидејќи ги следам Мечка и Мичо, ако не секоја вечер, прилично често, некој од овие што четираат вика, добро, не е лошо да заедно да направите емисија, еве ќе направиме за 2 недели. Еве некој вика Сашо на Куба да не се случи. Не сум на Куба, иако мексичка кантина. Да сум на Куба нема да има ни интернет, ни струја како што стојат работите, да. Еве вика, јас сум најголем противник од Трамп. Од кај ќе почнеме, Боко? Имаме домашни нешто малку теми, а и меѓународни. Сашо, од кај да почнеме од кај нас дома. Како што гледаш и самиот, мислам, ние долго време сме во една стагнација на таа реформска агенда, ако може уште да се зборува дека воопшто таква агенда постои. Јас лично мислам дека не, иако нели декларативно таа постои. И она, да речеме, постоеше и стагнираше. Но сега гледаме дека работите добиваат една поинаква динамика и она што беше вербална закана за упадот на политиката во правосудниот систем, полека станува, полека се операционализира во праксата. И за жал не погрешивме во минатата емисија кога
го искритикувавме некои потези на новиот државен обвинител, кој пака станува се појасно дека за жал е под контрола на владата и дека таа работа така ќе оди. Индикативно е заминувањето на Ленче Ристовска од целиот систем, она го напушти, даде оставка како јавен обвинител. Случајот Талир, односно за оној случај за како се трошеле и како се правеле, вртеле пари низ во владеачката партија, останува непознат како ќе, дали воопшто некојаш ќе добие разврска, најверојатно не, ако ме прашаш мене. Потоа има и една, еве ако се коинциденции или како и да е, обвинителката која го водеше случајот за полицајците мешани, односно мешани или од кои се бараше одговорност за трагедијата во Кочани, не е повеќе на тој случај. Во околуставниот суд имаме чудни случувања, ако може така да ги наречам, мислам, чудни, да, необични. И она што е најзагрижувачки е што имаме една се повеќе анестезирана јавност, особено оној многу гласен дел кој беше против договорот со Бугарија и започнувањето на преговорите за членство, и кој велеше дека да, еве, ние сега ќе ја носиме Европа дома. И не само што не ја носиме Европа дома, туку и тоа што нешто од Европа е донесено дома, мислам дека се спрема да биде извезено во некој непознат правец, и тоа се вака работи кои мислам дека во наредниот период ќе добиваат се повеќе на динамика и интензитет, и дека повторно ќе се упатиме во еден правец на она што бевме порано заробена држава. Види, овој јавниот обвинител не издржа 2 недели, пукна како лубедица, пукна. Але штета стварно, инаку ја тика се најдобро наслушнато за него како коментар од луѓе кои познаваат правосудство, кои не ги интересира политика, кои како кажам. Абе, се виде одма што му е задачата. Задачата е да ги застари предметите со тргањето на Ленче од предметите со кои што се уште се држат. Тоа се двата последни предмети на СЈО. ВМРО се разбира хистерично, кој ќе се спомне СЈО. Успешно ќе ги застарат, бидејќи во август завршуваат роковите. Тоа е недели прашање. Целиот маневар е за тоа направен, но добро, тоа е нешто што мене не ме изненадува. Мислам, малку сум вака изненаден, пошто као имаше некои надежи околу новиот обвинител, нема врска, човекот е апсолутно ставен таму со задача. Она што, па не можам да кажам дека и тоа ме изненадува, што целата стручна јавност си молчи. Молчи Сдруженијето на обвинители, тие не ни помислуваат нешто да коментираат за тоа што се случува со за лаичка јавност очигледно, а не за луѓе што се однатре. Си молчи нормално Советот на јавни обвинители, добро, они се државен орган, таму е се така средено за да и не можат друго што да прават осим да си молчат. Така што се враќаме во една атмосфера која што со години сме навикнати како се владее во Македонија. ВМРО си воспоставува комплетна контрола и врз судството и врз обвинителството. Сега тоа веќе им е сосема олеснето, иако не има некаков голем проблем и пред тоа, мислам, ништо од тоа. Како што гледаш сите случаи, големите афери, те со 5 тони, 10 тони марихуани, нема врска, сето оди у чабар. Нема врска ни со ништо друго што е, се е тоа предмет само на пазарење. Пазарење на едните со другите, и тоа пазарење се гледа и низ константни овие баражи од соопштенија што партиските трибини ги секој ден по 2-3 пати си ги реферуваат едни против други. Така што е едно мочуриште кое што не знам дали некогаш се може да пресуши. Мислам, толку вода се додава во мочуриштево, толку има нови комарци што се произведуваат, што тоа е безнадежен случај, мислам.
она што е мене тоа ме загрижува сашто најмногу. Ја ги пратам случувањата во Србија, се разбира, Србија е во една критична точка се наоѓа и таму имаш една власт која е доста агресивна, доста дрска, доста авторитарна и така натаму. Но затоа имаш добар дел од стручната јавност во која сакаш област. Суди, обвинители, професори, било кои инженери, како сакаш, кои се многу гласни во обидот не да застапуваат некоја било која идеологија, туку да го чуваат, да ги чуваат принципите, вредностите на естафот во кој се и тоа отсуство на таа критичка јавност, барем на тоа ниво кога се работи за загрозување на црвените линии на самиот естав во кој се наоѓаш, јас тоа кај нас не успевам да го разберам, никогаш не сум го разбирал, не можам ни сега да го разберам, така што но тоа е по мене изворот на таму треба да се бараат корените на она што нас не фрустрира 35 години, што не можеме да исчекориме, да направиме еден посолиден чекор напред кон едно по-модерно, по-европско, по-демократско општество. Па во Србија почна се конституира некаква опозиција, мислам во нова формална опозиција. Додуше им требаше и на нив 15 на години за да дојдат до тоа. Иако и таа опозиција е многу проблематична, кој ќе види човек што се таму има во опозицијата. Меѓутоа, она што во Србија се случи, па дури и со овие избори локални што ги има минатата недела, каде што партијата на власт победи во сите 10 општини кај што се правеа изборите, но победи на еден пиров начин. Се гледа дека во тие општини, тоа не ќе да коментирам со кои притисоци и дали тоа биле фер избори за слободни, можеме да правиме муабет, меѓутоа дали се фер и така, тоа очигледно дека нема да бидат фер нити овие наредбиве што као наводно ги закажува Вучич, а тоа е прашање дали ќе се некогаш и ќе се случат, еве сега ќе го молат да стане премиер, веќе му истекува претседателскиот мандат. Мора да се нафати. Да. Меѓутоа, разликата е во тоа што таму сега повеќе Вучич не е the only game in town. Да, тешко е да се дефинира која е оваа другава страна, која што веројатно по сите истражувања има мнозинство од евентуалните гласачи. Меѓутоа, он повеќе не е the only game in town. Во нашиот случај, Мицкоски е се уште the only game in town, бидејќи успева да, мислам, на еден начин кој што му е сервиран и од нашата опозиција, пред се од Социјалдемократскиот сојуз, јасно е дека нема зошто Мицкоски многу да се тревожи и затоа е ова, да кажам, една мека автократска варијанта која што ја негуваат, значи ги нема оние неопходно оние насилства низ кои што сме поминувале. Затоа што знаеш како не се насилствата само во тоа дали некој некого ќе натепа, ќе претепа, ние во нашите случаи имавме бомби поставување, апсења, што се не поминавме и така натаму. Туку се работи за еден начин на кој што овие автократи во суштина еден од главните има критериуми како се оценуваат автократиите, меѓутоа се уште Мицковски, како што гледаме и со случајот со Ленче Ристовска, партијата на власт е таа која ти ја контролира животот и иднината. Значи, без партијата на власт ти не можеш да направиш кариера, дури и да си во приватен сектор. Тоа исто така важи до известна мера и за приватниот сектор, бидејќи Македонија е земја во која што 5-60%, ако не и повеќе економијата, ја води државата. Ти не можеш да направиш сделка во која што посериозно, во која што другата страна не ти се наоѓа државата. Еве гледам сега, например, во Грција 2-3 министри си дадо оставка заради ова што им се случува, заради огромната корупција во земјоделието. Кај нас не помалку малата корупција во земјоделието, која што ја констатира европјаните, не предизвика не оставки. Туку темата траеше 5 дена и толку, не знам дали 5 дена, може 3 сати, може 3 дена и толку. Знаеш како? Некој не чувствува никаква обврска да се приспита. И нема воопшто никаква
дебата повторно ќе се вратам на оно што пред малку го зборував околу тоа, на пример, не знам да праша некој добро до кај да речеме ревизијата на ИПАРД фондовите, на системот на Ма ИПАРД. нема ништо како. Има ли промени? Бидејќи таму лежат милиони евра кои можат да бидат користени од нашите сограѓани за развој на рурален туризам, на земјоделие, на разни услуги или сервиси кои ќе овозможат нови работни места, повеќе пари, приходи за државата, за поединците, во ланецот на економијата и така натаму, да не редам се, мислам, стварно е глупо, се подразбира се тоа. Едноставно, нема информација што се случува со тој проблем. Па бидејќи не се случува за ништо. милиони евра кои се блокирани. Па бидејќи не се случува ништо, како вели Мицкоски, ние можеме уште децении да издржиме надвор од Европска унија ако не биде по наше. Мислам, човекот ти каже не за оваа генерација, не за наредната, ако треба, ма ние има да бидеме. Биди, да поврзам неколку теми, бидејќи повторно отиде кај Орбан, мислам, ќе влеземе и на темата со Унгарија. Знаеш, тоа се режими у кои што дури не може да разговараат ако тоа не го прават у четири очи. Значи, затоа авиончето владино летало, не знам колку пати, 17 пати или минатата година за Будимпешта. Затоа Орбан мора да доаѓа па тука да одседи 2-3 дена, памтише со Груевски, тоа го прави на тераси и така натаму, затоа што нема посредници, секаковија комуникација електронски им се пробиени, мора да отидат во 4 очи да изразговараат како понатаму, а разговорот се сведува да немаме никакво сомневање на најголем дел од разговорот се парите. Што друго не ги интересира и тоа си продолжува и мене само единствената среќна околност гледам дека J.D. Венс се најавува да го посети Орбан сега на недела дена пред изборите. Тоа се покажа, тоа малку и минатиот пат го разговаравме, отиде ли негде ка Трамп со поддршка, тие губат во Европа. Се вратиме на тоа. Така што се надевам дека J.D. Венс ќе придонесе зашто поголем пораз на Орбан на изборите. Тоа ми е вака речиси, кецо. Сакав друг еден момент, не знам дали забележуваш, ама мислам дека повторно има благо прелевање кој се игнорира од јавноста во делот на меѓуетничките односи. Писмото на Али Ахмети, отвореното писмо кое го упати, јас не би го игнорирал. Во него има доста јасни пораки кои заслужуваат внимание, можеби критика, можеби било што, полемика, како и да е, но заслужуваат внимание. Вклучително и она барање на младите правници, албанци да можат да полагаат на правосуден на албански јазик. Мислам, не го разбирам отпорот кон тоа да им се дозволи да го, ако студирале на албански, да го полагаат и правосудниот испит на албански јазик. Тоа дали кога ќе бидат суди и дека треба македонски да знаат, тоа се подразбира, не е тоа проблем, не знам. Така што и постојат тенденции кои упорно се насочени кон влошување или кон загрозување на и онака фрагилниот статус на тие меѓуетнички односи. Не знам како ти мислењето тебе, но мислам дека и тоа дополнително се разбира ќе ги стави под притисок и овие албански партнери на Мицковски кои се обидуваат да се интегрираат, да се фузионираат во една партија и сето тоа мислам дека оди на штета на тие нивни обиди, но ќе видиме подоста како ќе се развива. Јас морам да ти кажам дека немам таков впечаток дека тоа ќе наштети на... Мислам дека таа високо контролибилна е, да кажем, тематика и дека додека вадат и двете страни националистички, значи власта и опозицијата, па и овие што се во власта, албанци, така дека вадат гласови од тоа ќе си тера, нема да има никакво суштинско помрднување од темата, а нема да има ни ескалација во барањата. И тоа ми е, мислам, тоа секогаш така било во Македонија до еден момент. Моментот е, можеби за некоја година, додека Албанија не влезе во Европската унија.
Бидејќи кога ако Албанија влезе во Европската унија, тоа е големо прашање, се разбира, бидејќи они се далеку понапред отидени, таму Еди Рама има разноразни компликации, бидејќи и онја веќе 15-20 години на власт, мислам, нема тоа, секој што останува толку долго почнува да создава околу себе не само атмосфера, туку да применува методи кои што се недемократски, но се случило Албанија сериозно да напредува во таа линија. Тогаш ќе биде многу природно, како што македонци 100.000 и 150.000 бараат бугарски пасоши побарале, така и албанци ќе побараат албански пасоши, но тоа потоа ќе не доведе во една ситуација да овие теми за кои што разговараме ќе бидат малку поделикатни во домашен политички контекст. Бидејќи Мицкоски апсолутно нема намера да мрднеме на евро агендата, очекува некаков распад на Европската унија или на некаква натрешна организација на Европската унија со која они би го смениле начинот на кој што примаат членки. Тоа од ова јас се што го следам, ти можда и повеќе следиш од мене, тоа е прво им ги отфрлија сите тези, дури официјално реагираа дека тоа нема шанса да помине, а и ако се случи ќе биде за години. А мојата и твојата теза е дека што и да се случи идната недела со Европска унија, ние треба што побрзо утре, што се вика, да побараме и да исполниме услови за да влеземе. Меѓутоа ништо од тоа нема, Борјан. Прво околу Албанија, Саш, види, јас не би рекол дека он имаат сериозен проблем, владата на Рама, во опозиција нему е Бериша, кој е доста, ја не знам тоа како би можел Бериша да надвладее таму на неговите 80 години со целиот негов багаж политички кој го носи зад себе. Но види, Албанија е, како и сите други земји од Источна Европа, тоа случува делумно и во Црна Гора. Во критичниот момент пред влез во Европската унија, тоа го знаеме и во Бугарија, како одеше, треба да се справи со организираниот криминал, што е многу тешка задача и што се разбира ги дига тензиите во општеството, затоа што имаш групи на луѓе со многу моќ по сите основи кои профитираат од организираниот криминал и кои се разбира ќе ги ангажираат сите своји механизми за да ги спречат реформите кои нив ќе им го загрозат комфортот со кој оперираат. И Албанија се наоѓа во една таква фаза и мислам дека сепак за сега добро се снаоѓа. Еве ти чисто како информација, денеска ја баш ја загледав, Ryanair прави свој хаб таму со 4 авиони кои ќе бидат таму базирани и инвестиција од 400 милиони евра. Тоа нешто кажува, Сашо. Тоа се сепак некакви пораки кои бизнисот ги праќа или едноставно анализите кои сериозните бизнисмени ги прават, предвидувајќи и правејќи проекции на тоа како и што ќе се случуваат работите. Што однесува до Европската унија, добро да се знае, бидејќи самиот премиер ја отвори таа тема, онаа можност да се влезе во Европската унија, па потоа да се прават некакви реформи. Тоа сценарио отпадна, исто како и она сценарио за кое се залага Рама и Вучич, влез на единствениот европски пазар и влез во Шенген. Тоа со Шенген не знам како го измислија, тоа беше небулоза, бидејќи во Шенген е потешко да влезеш отколку во Европска унија. И останува комисијата некаде до септември сепак да види кои се можностите по стариот систем, ако така може да се рече, да се работи. И во меѓувреме, еве кога сум во Мадрид, сакал да пренесам еден став на шпанскиот премиер во едно подолго интервју за Living подкастот, каде што кажува дека апсолутно е стратешки многу важно за Европската унија да го заврши тој процес, да се комплетира себе си како политички проект со интеграција на Западниот Балкан, Молдова и Украина, се разбира. И за него е клучна реформата внатрешна во Европската унија,
односно подлабок рез во механизмите на одлучување или онај фамозен консензус во Европската унија кој многу често ја кочи, особено ги кочи оние земји кои сакаат додат подлабоко и понапред во интеграцијата, а ова што го овој тектонски геополитички потрес кој го предизвика Трамп ги засилува се повеќе тие тенденции во Европската унија да се оди во се поголема интеграција и на големо оди работата околу одбраната, го имаш веќе Медведев кој вика дека тој европски одбранбен идентитет во рамките на НАТО е закана за Русија, значи интеграцијата на Европската унија се гледа како закана за Русија. Тоа не е нов став, но сега е, како кажам, се апгрейдува со се поголемите напори кои ги вложуваат германците, французите, Велика Британија, па и Шпанија во интеграцијата во рамките на одбраната, и има при тоа уште неколку други иницијативи кои ја засилуваат Европската унија како политички проект. Пред малку јас ти разменивме некои информации. Тоа се случува во енергетиката, тоа се случува во дигиталната сфера. Едноставно работите тргнаа напред. И во таа смисла изјавата на Мицковски дека ако треба ќе чекаме, не знам, десетици години и така натаму. Да, може ние да чекаме десетици години пред тоа да станеме, не знам, некаков камп кој ќе биде полупразен и испразнет од било какви, мислам, и од луѓе и од содржина. Да. Слушај, тоа треба да се. Гледам дека кај нас за тоа многу малку се разговара, ова што ти го говориш, а малку го прокоментиравме пред да почнеме. Во моментов, и тоа буквално во последната недела, бидејќи тоа од крај на март е таа акција тргната, се работи на Цивил медија, има еден феноменален текст анализа за тоа како Европска унија прави една историска дигитална промена. Значи се откачува од мрежните и од софтверните аспекти на Америка, Microsoft и Apple и Amazon и така натаму, гради своја една структура која што ќе биде независна од американската во сите области во кои што тоа ќе се случува, значи врз основа на слободен софтвер, значи нема да се наплаќа, па заради тоа ќе биде и многу поевтина, почнувајќи од платежните картички, кај што воведуваат, и таа веќе има 50 милиони членови, издадени се тие картички за европско тргување, значи наместо Visa, Master и така натаму, да можеш да ги користиш тие картички, тоа оди само нагоре, бидејќи луѓето не се свесни дека секоја трансакција, овој разговор што го правиме поминува низ Америка. Овој разговор, сите мејлови, сите комуникацијски аспекти, се она што се прави по универзитети, по државни управи, значи клаудовите се сите американски, се што чуваш податок е под юрисдикција на Америка, затоа Европа е закочена понекогаш да може дури и юрисдикцијата, сувереноста да ја спроведе, така што на зачеток сме со една неверојатна брзина, Борјан, не знам тоа за Европска унија. Да, со една неверојатна, значи доаѓа до едно дигитално суверенизирање на Европската унија. Не знам овие нашиве во Македонија до кај се со тоа. Да, веројатно следат овие што треба да следат. Имаме Министерство за дигитални работи, меѓутоа тоа ќе биде реалност оваја и наредната година. Тој проект завршува. До тоа да се откажеме од GPS-от како систем сателитски, да се преде на овој Галилеј, на европскиот. Да. Тоа нема да оди мазно, тоа нема да оди лесно, ќе биде скапо, меѓутоа Европа е тргната во тој проект, бидејќи се освестија околу Трамп. Видоа дека американците повеќе не се доверлив партнер за Европа во секоја смисла. Јас минатиот пат се пошегував дека не би ме зачудило да испрати носеч на авиони да бомбардира Украина. Бидејќи види, јас и сега ќе повторам. Дури независно дали он свесен за тоа, Трамп е позиција на Русија. И он прави работи
мислам, за тоа има толку многу, ја не кажувам ништо специјално, тоа е веќе мејнстрим дебата во самата Америка, од врвни луѓе, квалификувани луѓе. Он прави такви услуги на Путин за кои не можеш ништо друго да заклучиш, освен дека е на страната на Путин. Како е фатен, што е фатен, како е врзан, дали се пари опрашање или не, тоа ќе биде историска дебата, ќе видиме кога ќе падне еден ден, па ќе се објавуваат досија можда за 30 години. Меѓутоа, реално веќе не е во сојузник на Европа. Тој однос е деликатен, Европа не може да го тоа, како што, мислам, вчера ли кога имаше пресконференција, безсмислена пресконференција од 20 на минути за Иран, која што се очекуваше се и зашто ништо на крај не излезе, освен дека смени оваа државнава обвинителка Пен Бонди, и тоа е почеток исто така на чистење. Зашто нема шанса Трамп зашто било да биде виновен, мора некој друг да е виновен. Но сакам да направам една поента која овдека, мислам, кога го критикувам Трамп и кога почнав да го критикувам, мислам дека ни нашата власт тоа до крај не го разбира. Они сега сите гледаат дека е Трамп будал. И тоа јас го зборам со месеци. Добро, во ред, сега сите име јасно, не само дека у цел свет, дека си имаме работа со на будал. Со многу нивоа во тие, да кажам, не докрај токму промислени работи и паметот како му функционира. Но базичниот, бейзлайнот на Трамповата идеологија е во тоа што Трамп смета дека нема потреба од постоење на мали држави. И дека тие мали држави мора да бидат под ингеренции, под управа, дури ако ги има, а најчесто не треба да ги има, затоа бара припојување на територии, затоа бара, тие мора да бидат на империјална основа поставени, некој врз нив да биде империалистички собственик. Тоа нашиве не го разбираат, не го разбраат, они не разбираат дека не знам што да се утепаат за да се сликаат, нема да добијат слика ни со Трамп, ни со кој било друг. Па види што им направи на овие од Блискиот Исток, од заливскиве земји, кои што не знам со колку стотици милиони и милиарди го потплаќаа и уште го потплаќаа, ги остави на цедило. Во Иран ќе се случи најлошата можна варијанта, а тоа е еден теократски ужасен режим ирански да преживее. И не само да преживее, туку да се етаблира како моќен режим, како помоќен од најголемата светска сила, а тоа е Америка. И тоа ќе биде катастрофалната една последица од сето тоа, дури на вчерашната пресконференција, кога беше се вчера или завчера, не знам више како, пошто тоа кај нас му доаѓа рано на сабајле, Трамп практично меѓу редови ја повикува Кина да го следи проблемот со Иран. Бидејќи викаат, вие земјите што си има, ние немаме потреба од иранската нафта, вие што имате потреба, сите мислат дека е тоа за Европа, тоа уствари покана за Кина. Кина се разбира кој игра на долгометражни, долгогодишни, долгодеценијски овие стратегии, на тоа гледа со подсмев, на крај они ќе си ги обезбедат своите интереси, а Америка е веќе посрамотена. Па уште дополнително ако заглават во некакви boots on the ground, ако таму прати војска, тоа има да биде крвав расплет, нема како поинаку да биде. Неспорно е дека он прави огромни штети на Иран. Меѓутоа, ако преживее режимот во Иран, а сето тоа така личи дека до сега победува, и дека овој веќе, знаеш, губи интерес и веќе му е досадно и гледа како да се извлече, тоа ќе биде најлошиот резултат што можеше да се направи. Трамп ти е стварно ти инспирација. Види, мислам, на крај сите зависимо од него, види. Ти и во Мадрид и во Скопје плаќа се цена за неговите авантури. Така е. Мислам, и тоа не е ни почнато. Тоа не удира по джеп. Една битна поента која би требало да размисли било кој се занимава со надворешна политика, особено кога си на власт. Она што го спомна дека Трамп практично не гледа логика во постоење на мали држави, дека тоа све треба да биде поделено на интересите на империи, хегемонии и така натаму. Тоа е директно рушење на Вилсоновите принципи, кои патем, да бидам појасен, се базата на која Македонија и многу други мали држави по Европа добија шанса да бидат држави. Бидејќи Вилсоновите принципи се првиот удар на тој европски хегемонизам кој постои
до тогаш. И тоа доаѓа од Америка. И оваа сега политика на Трамп е директно насочена кон подривање на тие принципи, на кои е базирана, кои се фундаменти на оваа наша државност. Но не знам колку тоа некој може да го разбере и општо да го isprocesуира, за да кога станува збор за таа некаква поддршка која ние му ја даваме на Трамп, која инаку не баш ја разбирам од каде се црпи, сем ако не дојдеме повторно на онаа идеолошка матрица дека тој тип на авторитарен режим кој Трамп кој е толку нервозен поради постоење на check and balances кој единствени му сметаат во Америка. За среќа таму тие механизми се функционални и не му е затоа и ограничено малце што може да направи, што прави и што може да направи. Да се вратам на интервјуто на Санчез, и пак во врска со тоа што ти го говориш. Санчез нели една од највокалните влади во Шпанија, во Европа, кој се спротивстави на политиката на Трамп во однос на војната на Иран, забранувајќи да се користат нивните бази, едната е Рота кај Кадис и уште една таму на југот, Морон, мислам дека се вика, кој вика дека треба, Ирак беше една екскурзија, Либија беше екскурзија и вика треба тоа да се извлечат некои лекции. Он прифаќа дека имаме проблем со Иран и сите знаеме дека имаме проблем со Иран. Тоа не е спорно. Блискиот исток не може да биде стабилен додека во Иран постои еден таков брутален режим кој нема никакви обзири кон ништо, но пристапот кон тоа решавањето на тие проблеми мора да биде променет врз база на искуствата кои се извлечени Ирак, Афганистан, Либија и така натаму. И во таа смисла Санчес ја ги повикува европејците, му е јасно дека Трамп нема изгледи дури на прашање, интересно е на прашање дали смета дека Трамп екстремна десница, вика неќе да одговори директно, но вика екстремната десница е таа која го предизвикува меѓународниот поредок, а во последно време гледаме дека американската администрација е една од водечките во предизвикувањето на тој меѓународен поредок. И Санчез повикува на тоа на една по-широка глобална дебата околу тоа каков свет сакаме, дали постоечкиот меѓународен поредок кој факт има големи пропусти и не е прилагоден на некои нови услови, дека треба да се подигне на едно ново ниво. Дали ќе се согласиме околу тоа, или ќе согласиме да го нема и да се вратиме во 19-тиот век, кога без тој меѓународен поредок имаме еден свет на војни, жртви, сиромаштија, гладувања, трагедии и така натаму. И сега тоа е една разумна позиција која мислам дека се обединуваат европејците. Околу тој муабет гледаш дека во Велика Британија имаше завчера или пред 3 дена кога беше пресконференција на британскиот премиер кој, како кажам, најави отварање на процес на враќање на Велика Британија во европските интеграции, што е многу моќна и многу важна изјава за тоа што ќе се случува. Исланд го спомнавме дека сака да се разговара и во Исланд за таа опција. Канада сака да се приклучи кон европската одбрана. Само Мицковски мисли дека ние можеме во Европа. Дека можеме, да, и тоа ние. Значи Канада има Канада и Исланд, пошто се скроп со едва и преживуваат таму и се им треба Европска унија, знаеш. И Канада проблем, Велика Британија исто проблем, ама ние немаме проблем. 10, 20, 30 години ке тераме, нема проблем. И тоа така оди. Добро, тоа е, види, тоа е тема која што во Македонија, на која што веќе мислам дека не остана народ, луѓе не останаа кои што може да дебатираат, особено не во значајно количество. Младите се што е паметно и што може заминува, тие што остануваат се, мислам, прво се задоени со еден национализам, што е, ја немам ништо против политика, како политика секојаш има и националисти и така, но реално
оваа дебата за либерални вредности која што во Македонија се губи, а се враќа како тема во Европа, бидејќи и таму десетина години наназад беше потисната, бидејќи тоа не е совршена платформа, се разбира и таа има милион проблеми, ама е секако подобра од оваа националистичка во која што се фура. Сега, да се вратам уште малце, ако може, Боко, на домашниве теми, бидејќи не е ред, пред да седнеме јас и ти на разговоров, едно саат, два пред тоа СДСМ издаде соопштение со кое што реферира на Инфомакс и дека Мечка се продал на власта. Ја мислам дека тоа е на лажна вест. Ја мислам, стварно е неверојатно соопштение партија да плаќа за мислење. Колку лажна вест е тоа? Стварно не ми е јасно. Види, добро, ја и ти сме не повеќе од 4-5 децении оваа работа. Тука сме негдека, ја не можам да разберам каква е смислата на тој вид на соопштение. Ти да напаѓаш новинари, при тоа тие новинари уште и да се влијателни, да избегнуваш да ако веќе воведеш принцип за напад на новинари, има таму една листа која што е подолга пред да стигнеш ти до Инфомакс и до Мечка. Затоа си ќути, си молчи, се разбира, бидејќи кроиш некаде. Второ, каква е таа смисла бе да Саша се бави политичка партија со новинари и со уредничка политика. Именно. Мислам, сериозно збор, кога ние го критикуваме ВМРО кога со тоа се занимава. Па ние, види, јас и ти одлично знаеме што значи, бидејќи се занимавале со нас во детали и на најгорби можни начини и така натаму. Оваа опозиција, да си го дозволи ова во ситуација во која што апсолутно не може да се состават со еден, а не па сега да се конфронтираат со медиуми, тоа ја не можам да разберам со кој памет тоа се прави. Со кој памет се прави тоа, кој е потребата од такво нешто, во крајна линија, истата логичка матрица како и од овие од власта, тоа е цело време една пропаганда, влезене, ама тоа уште има смисла ако е пропаганда, ако си ти партија која што е во некаков таков налет, да од тоа можеш да имаш не знам каква ќе го како дезавуираш одреден новинар, одреден медиум. Ова СДСМ кој патен биде речено си ги продаде изборите последни. Зашто правиме муабет, бе, партија која што се договори како да ги изгуби изборите и катастрофално ги изгуби. Со се овој лидеров Филипче на чело на таа пара. Сега они се заебаваат, веројатно дека и со мене и со тебе ќе се занимаваат, ако не веќе вечерва, утре са бајле, мислам и така, не тоа не име проблем да издаваат соопштенија и глупости. Меѓутоа, сакам да ти кажам, Борјан, не се враќаме ние само заради Мицковски во некои времења кои што овдека сме ги гледали и така натаму, се враќаме и со Социјалдемократскиот сојуз. Се враќат едни матрици кои што се апсолутно комунистички, мислам да не кажам сталинистички. Да не коментирам како се пресметаа со сите кои во самата партија различно размислуваат од ова раководство. При тоа сите, мислам, нормални ќе се согласат дека ова раководство нема апсолутно никакви черчилијански димензии, да е тоа сега некоја, не знам, екипа која што таму трме, а може би едно од најслабите раководства во историјата на социјалдемократија. И сега стигна да се бават со медиуми. И тоа со медиуми кои што се прилично независни на сцената. Да. Значи, ја тоа не можам да го разбирам и што да ти кажам. Јас се надевам само дека овие од Инфомакс нема да изгубат премногу нерви и така. Они смениле страна едно друга. Бе, што сакаат може да прават? Може и да сменат страна, може да што сакаат да прават. Каква е смислата ти како партија? Па ти знаеш како што издадоа 3 соопштенија за мене и 2 пресконференции направи. Да. И што е од тоа смисла? Види, конечно е фактот што ја и ти слободно зборуваме на оваа платформа тука, сепак нешто говори дека е медиум кој има некаква има различни мислења и така натаму, но има можност, значи не е медиум кој е ограничен, кој ограничува, кој забранува и така натаму, како што е случај со многу други, се разбира. Гледам и во коментари гледам, знаеш како има и публиката е поделена и они сакаат да биде тоа или 100% или ништо. И они сакаат да биде тоа крв до колена, ако може сега да не цитирам и така. Има и добронамерни луѓе кои тоа го коментираат на друг начин. Меѓутоа овдека немаш право да имаш различно мислење за нешто за што си имал можда поддршка претходниот пат, да сега имаш критика за истата таа страна, овдека е се црно-бело. Знаеш како и тоа е, македонската политика е сведена на нешто што се вика zero sum game.
Значи, Нели, или потполно победуваш, или потполно губиш. И тоа не е публиката произведено само од политичките центри. Публиката е во една, за мене, има една доста цинична, мислам, генерално, јавноста во Македонија, една цинична позиција. Она би сакала, ако може да гледа корида овде во Мадрид или борба на петли некаде во Јужна Америка, знаеш, без да се вклучи, ако може да е на трибините, да навива, да јаде пуканки, дали пиво да пие и да ужива како во утакмица. Значи, јавноста, ќе се вратам на муабетот од почетокот на подкастот. Јавноста мора да свати дека барем треба да се вклучи секој во својот домен, во секој во својот еснав, на начин кој не подразбира партиска политика, туку подразбира застапување и бранење на принципи, не принципи, ако тоа префилозофски звучи, елементарни правила на играта во самата професија. Не, тоа никој го не ќе ми гледа борбава на петлите кои во меѓувреме во овие 35 години веќе на ништо не личат ни на петли и тоа така ќе биде и понатаму додека јавноста не свати дека од неа зависи, од граѓанството, од граѓанската иницијатива, од нивниот ангажман, дека од нивното гласење на избори. Јас често сум зборувал мојот документарен филм кој го прави во Сицилија за италијанската мафија, за Коза Ностра. Поентата на тој 55 минутен филм кој мислам дека добро илустрира дека политиката по цело време се обидува да направи пазар со Коза Ностра. Коза Ностра ја предизвикува политиката правејќи најбрутални терористички акции, да не навлегува во тоа, за да дојде до пазар. И единствени кои го спречуваат пазарот се два лика, Борселино и Фалконе. И нив ги убиваат најбрутално. И моментот кој го прави пресвртот е моментот кога граѓаните излегуваат масовно на улица во Палермо. Тогаш доаѓа, се истовара војската во Сицилија, специјални единици на полицијата и почнува сериозно тој процес против Коза Ностра, која од тој момент ја снемува. Се до тогаш, секоја партија италијанска се обидува да го реши проблемот со мафијата преку некаков политички договор. Еве да не зборуваме за Македонија, зборуваме за една Италија. И ова се случува, by the way, не е многу одамна, се случува во почетокот на крајот на 80-те, почетокот на 90-те години. Значи, тоа е тоа и не знам, и мислам дека колку ќе ги слушам Мечка и Мичо, они баш тоа го потенцираат, таа потреба од луѓето сами да се ангажираат, а не додека е оној марш на ангелите на оние кутри родители на децата откочени да се седи, да се пие кафе и да се часка уз кафе и да се коментира настанот и колку ни е нас тешко и како системот потврлил. Мислам, нема врска. Да, ама потоа и да се излезе на избори во Кочани, да се избере ВМРО-скиот кандидат за градоначалник, кој не завишени. Да. Тоа е се дел од истата приказна. Не сум ја голем оптимист, Борјан, за сето тоа. Во принцип, мислам дека Македонија ја имаше таа енергија која што беше негдека присутна докај што ја знам, докај некој пред 10 на 15 години. Сега повеќе нема ни атмосфера, нема ни медиуми за тоа. Тоа мора да се пропушти низ некакви независни медиуми. Во Македонија не постои, како и во сите мали земји, а и во поголемите, не постои бизнис модел за правење успешни медиуми кои би се развивале, не медиуми кои би преживувале, него медиуми кои што не би, како да кажем, не би имале кликаности затоа што вадат од шпајз некакви ликови кои што се или од забавлячка природа, или се од некакви подземја кои што раскажуваат приказки од пред 10, 15, 20, 30 години и така натаму. И мислам дека критичката јавност во Македонија веќе е во едно длабоко малцинство и нема да дојде до промена на тоа. Туку ќе биде тоа една, не знам, можеби кога би можеле искрено да разговараат, можеби овиот социјалдемократскиот сојуз би рекал, па затоа се договараме со бидејќи немаме друг начин да обстанеме. И се тоа, може да
Директно да се вратиме, да, на посетата на Мицковски на Будимпешта и таму изборите кои случуваат. Интересно е, и јас затоа мислам дека британците на голема сцена се враќаат. Кои британци, извинете, прашам, овие со кои што имаме стратешки договор, кои нема ништо? Не, тие, ама се враќаат на европската сцена јако. Па нормално, нема на македонска сцена да се вратат. И мислам дека оној разговор кој сите го слушнавме на Сијарто со Лавров е познат од Лондон. Еден така убав. Не знам јавноста дали знае, раскажи некој детал, бидејќи не овдека тоа не знам кој колку е упатен дали го следи. Ништо, Лавров го испорачува на Сијарто список со желби на Кремлин околу тоа дека треба керката на некој од оние олигарсите што се на црна листа на Европската унија да биде тргната од црната листа. Тоа е инаку пресенет на телефонски разговор што го објави, и тоа е само еден, а може да замислиш колку има таму разговор. Да, и при тоа што она што стварно е чудно што мене ми изненади. Сепак Сијарто е тој кој нешто му дава некаква услуга на Лавров. Сијарто има вредноста на тоа да знае што се случува внатре во Советот на министрите, кои се дебатите, ги има пристап до доверливите документи на Европската унија. И сепак Сијарто е тој кој, како да ти кажам, ако го слушаш разговорот, има еден тон на субмисивност. Како да разговара со некаков си него стои мирно. Прво, тие што не го слушнале разговорот, нека отидат да го слушнат, го има на интернет. Да, добро е да се аудиото да се чуе интересно. Мене тоа најмногу ме изненади. Па сега ние поминавме низ разни телефонски разговори овдека кои едната страна стоеше мирно и како што гледа се вратија на власт без проблем, така што ништо тоа нема. Тоа варијант. Види, треба да се сега, мислам, тој објавата на тие разговори и информациите претходно дека Сијарто постојано дава информации до Москва за тоа што се случува во Европската унија, кои се внатрешните динамики, доверливи. Не е само Европската унија, не заборави НАТО. И НАТО, да, дека помагајќи сесрно вака во принизината агресија на Украина, мислам дека апсолутно ја абсолвира позицијата на Орбан и веќе нема, ја не знам дали некој дебатира воопшто околу тоа дека Орбан е еден руски играч вметнат во Европската унија. Јас искрено се надевам дека тоа ќе го му биде таа сметка дека ќе му биде испорачена сега следната недела на 12 април за кога се закажани изборите. Тиса води, гледам во последната анкета дека се во ова се одразува врз позицијата и онака слаба на Орбан. Тиса уште ја зголемува предноста, но добро, оставам таму. Разговарав со една пријателка во Будимпешта која не би не е онака 100% оптимист дека тие анкети ќе се рефлектираат сега, односно сегашните анкети ќе се рефлектираат во резултат конкретен, бидејќи вели дека во руралните места Орбан го прави она што Вучич го прави во Србија, можеби малку попрефинето, не со оние уличари кои тепаат деца по улиците во Србија, но секако го прави и ги користи сите механизми кои му се на располагање, а ги има многу. И од таа блискост на Мицковски со Орбан, мислам, некаде би требало, нема да дојде кај нас, би сакал и да дојде да поразговараме за тоа, но он би требало да објасни дали што е, ние сме идеолошки блиски и во таа смисла дека сме проруски играчи или не сме. Барем да бидеме отворени кон публиката, кон јавноста, кон гласачите, па потоа нека одлучат тие како ќе биде тоа. Може би тоа е за мнозинството Македонија во ред, иако не верувам дека е тоа така. Нити Мицковски има намера тоа да го направи. Нема намера ништо да објаснува. Јас само се плашам од едно друго сценарио. Прво го разговаравме тој минатиот пат, дали Орбан доколку изгуби ќе го признае поразот. Мислам дека ќе го признае, бидејќи
прво и зависи од тоа колку ќе изгуби, бидејќи таму ќе бидат вака или онака релативно, барем според предвидувањава, тесни резултатите. И второ, што ќе прави Петер Маџар, лидерот на опозицијата, која ќе дојде на власт и која ќе налета на една комплетно тоа ова гревизирана, урбанизирана држава, која ќе налета на институции кои се разорени партиски, за кои што постојат закони дека не можеш да ги смениш, кога ќе налета на една опозиција која што има доволно материјални средства да остане 20 години, па ти гледаш ВМРО ДПМН е собственикот на имоти во Македонија кој што нема никој друг, кој што нема ни бизнисмен, ни ова ВМРО и партија. црквата, тие се и Господ, тоа се, тоа се Па нешто, мислам дека и црквата нема, да, црквата тука негде имаш право, Тука и се, муслимани и христијани, Тишат во тука се поиботи, ама тие барем некакви турски тапи имаат, овие се стекна во последните 10 години, мислам. Масовно едно, како резултат на масовна плячка. И сега, ќе дојде тој Петар Маџар, се седне у некаква премиерска фотелја и што ќе прави? Ќе налета какова се, ќе стави што ќе треба да става пак своји обвинители. Тоа се процеси. Ти гледаш дека ВМРО му треба 2 години за да постави свој обвинител кој сега ќе ги, па и оној претходниот беше исто така на закачалка визеше бидејќи Види, знае Сашо, мислам дека тој рецепт кој има Доналд Туск во Полска, на кој ако го читаш, ако го следиш во последно време, апсолутно му е важно кој ќе победи во Унгарија. Тоа е неспорно дека е важно. Целосно е застанат со поддршка за Петер Маџар. И мислам дека и во оваа оперативна смисла Доналд Туск ќе помогне, бидејќи он се соочи исто со таков проблем кога ја презема власта од претходниците кои беа екстремно десна партија. Да, мислам, овдека не зборуваме за тоа дека не е важно Орбан да изгуби и се надевам дека ќе изгуби, сите предвидувања се такви. Но сакам да ти кажам дека знаеш, тоа сега го зборуваат и во Америка со овој Трамп и така, бидејќи него не интересира како стои во истражувањата на јавното мислење, но има историски од која постои Америка и се мерат истражувања на јавно мислење, има апсолутно најслаби резултати, не за колку деценија, ако не и 100 години наназад. Меѓутоа, тоа не го интересира, Боре. Него го интересира да владее, особено затоа што и не мисли, иако со тоа вака се играе како една играчка, да повторно се кандидира. Него го интересираат само пари, и тоа пари кои што се мерат во милиарди. Не е само он, сите околу него се тоа, па ти виде со последниот напад и најавата, 9 минути пред да ја одржи пресконференцијата, некој заработи 550 милиони долари на берзата. Играјќи на тоа што он ќе го најави. Па ние треба да видиме. Излегуваат работ тој тип на информации што се случува со тоа. Знаеш како, ама и таму ќе биде истата приказка, и таму ќе настрадаат 2% од тие што треба да настрадаат, ќе настрадаат најслабите алки, на крајот од криштата тоа ќе трае со години и така натаму, и јавноста останува изневерена. Затоа јавноста потоа шашардисана. Затоа јавноста вели, што сега ќе излегувам кога, затоа вика сите се исти. Тие едните и другите, види, кога ќе фатиш да анализираш како може да не бидат сите исти, е прашање на некаква нова енергија која што треба да се роди, а таа ја нема. Се уште не. Јас мислам дека Сашо ќе има. Она е нужна, она се јавува како инстинкт за преживување на колективот. Мислам дека она ќе дојде од некаде. Еве, повторно оптимистичка нота да го завршам. Да. Борјан, не знам дали ни остана уште нешто што треба да го дискутираме, бидејќи прилично е флатантна целата светска сцена, веќе со недели, со месеци разговараме за тоа. Нема ништо практично ново, само се продлабочуваат сите проблеми. Единственото можеби ново е, гледам дека се повеќе аналитичари предупредуваат дека нешто се случува во Русија и дека таму има, особено последниве 10 дена од како го кина интернетот, мобилниот интернет и така натаму, дека таму има некакви процеси кои ништо уште баш не се разбираат како е, не мрдаат на фронтот, напротив им пропадна пролетната офанзива, оваа другава страна исто така има проблеми и така натаму, на тоа крај не се гледа. Меѓутоа, очигледно е дека нема да може да се испорача
она што можеби Москва се наделаше во договорите со Трамп, бидејќи на крајот не може тоа на политичка маса да се реши, она што евентуално кога си тргнал во војна треба на војна маса да го решиш. Они за тоа немаат сила и од тука натаму се ќе биде компромис. Така што продолжуваме во една замаглена иднина во која што овие нашиве немаат поима што ќе прават. Како што гледаш, автопатиштата мрдаат со минимални напредоци, овдека се уште спортски игралишта, еве некни гледам базен отвориле убаво во едно училиште во Скопје, баш убаво е базен да се отвори, ама тоа нема да мрдне значајно целата приказна, ништо друго спектакуларно не се случува и целата работа е сведена купи ден помен. И нема проблем никаков, а гледам денеска и предупредување имаше од комесарот за енергетика на Европската комисија дека проблемот со горивата може да стане сериозен, дека не е драматично во моментот, не дека може да биде драматично, околу мерките кои треба да се преземат за да се ублажат шоковите кои ќе одат на социјално загрозените слоеви кои се во Македонија, се разбира во голем број, за жал, но ни таа дебата не се води, така што веројатно се ќе биде добро. Според премиерот, ние може 20 години, 30 да бидеме надвор од Европската Унија. И тоа, Сашо, ти и јас во Мадрид, ти во Виена, да видиме како ќе се распаѓа Европската Унија овие денови. И тоа... Да, и кој ќе се распадне да се вратиме во Македонија за да видиме тоа таму како стои сето тоа. Па тоа. Се гледаме во студио следниот пат. Посакувам убава вечер во Виена. И благодарам. Погрижам. Овдека не се работи во понеделник, не знам како е кај вас таму, Мадрид. Не се работи, не. Така е. Па нашиот велик ден доаѓа една недела со долги викенди. Мадригјаниве се поморени, отидени, главном туристи се шетаат из булеварите, оние најшкулништи. Мапа си тоа се што треба. Оние кои сега онака изгледаат фасцинантно празни, да ги видиш онака какви се голем простор убав. Како и да е, добро е, Сашо, тоа е тоа. Еве, ти друси таму, ја тука, да им помогнеме колку може да обстават. Да обстават, да преживеат. Се гледаме за 2 недели во живо во студиото на Инфомакс. Чао, поздрав. Поздрав.